По пауза од 2 години Прилеп започна повторно со чистење на дивите депонии во околината на градот. На некои места несовесните граѓани имаат депонирано толку смет, што депониите наликуваат на мали ридови. Околината на Прилеп е толку многу загадена, што практично и да нема место на периферијата на градот кое што не е претворено во дива депонија, а често истите се наоѓаат и покрај самите регионални и магистрални патишта. Одлучивме да ги отстраниме прво оние диви депонии кон оние места каде што најчесто одат жителите на општина Прилеп. Се почна со делот кон Вештачкото езеро, се продолжи кон старата млекара, имаме голема акција на чистење на диви депонии во потегот од клучката за влезот во градот Прилеп од Битола до бензинската станица на Лукойл. Во сите овие акции беа подигнати некаде преку 600 метри кубни градежен шут. Денеска сме на локација во близина на населеното место Мажучиште, каде има дива депонија. Почнавме со чистење на оваа дива депонија, подигнавме неколку камиони, некаде околу 80 метри кубни градежен шут. Оваа голема акција за чистење ја организира ЈКП Комуналец во соработка со јавното претпријатие Водовод и канализација и со огромна помош и поддршка од градежните фирми во градот и нивната градежна оператива. Во наредниот период се планира чистење на депониите во областа Маркова Чешма, населбата Тризла, како и кон манастирот Свети Архангел Михаел во населбата Варош. До граѓаните еден апел да не ја загадуваат средината, да ги побараат услугите на јавното комунално претпријатие Комуналец, со изнемување на контејнери или трактори и нормално, доколку имаат нивни собствени возила, слободно нека го одлагаат истиот тој отпад на депонијата Алинци, каде нема да им биде наплатено нити еден денар. Она пак со што може да се похвали Прилеп е примарната селекција на отпад. Годишно јавното комунално претпријатие Комуналец продава над 1100 тони селектиран отпад, хартија, пластика и други материјали. Според најновите податоци, и во 2021 година, Прилеп селектира отпад колку и сите градови во Македонија заедно, вклучително и градот Скопје.